Од вчера, од околу 16 часот, трае потрагата по 10-годишниот Петар Џобески од Прилеп, кој исчезнал од дворот во селската куќа во Мариовското село Врвско, каде си играл со 3 години помалото братче, а додека нивните родители биле ангажирани околу пчелите кои ги чувале таму. Според сведочењето за Алфа на блиски пријатели на семејството, малиот Петар е дете со посебни потреби и пред да исчезне, наводно го удрил своето братче, пошто предпоставката е дека тој се исплашил дека ќе биде казнет, па избегал. Си играло во дворот во викендицата, бидејќи татко му таму има пчели, и како што кажало тоа помалото братче, пред да избега го удрил. Сигурно се исплашил дека ќе го караат родителите и се скрил. Петар не оди ниту на училиште, бидејќи е со попреченост во развојот, а Врвско е пусто село, без луѓе. Теренот е крајно лош и опасен, нема ниту нормален пат, ниту телефонска мрежа, а тука е и реката Црна. Татко му го барал 2 часа, но не успеал да го најде, пошто побара помош од ловџиите и од луѓе кои го познаваат овој терен. Потрагата траеше цела ноќ, но за жал безуспешно, ни рече нашата соговорничка. Во потрагата по малиот Петар, освен ловџии, роднини и пријатели на семејството, како и спасителната служба од Прилеп, од утринава теренот го пребарува и полицијата со кучиња трагачи, а заради непристапноста на теренот вклучен е и хеликоптер, информираат од СВР Битола. Бидејќи таму нема мрежа, таткото едва и успел да се јави и во полицијата. Се јавил и во граничната полиција. Пријатели баравме на сите страни и синојке околу 100 души се собравме, ама ништо. Денеска побаравме помош и од војската. Побаравме и луѓе кои имаат дронови да ни помогнат. Ни посочи семејната пријателка. Семејството Џобески има 6 деца. Малиот Петар е петтото дете и според информациите до кои дојде Алфа, ова не му било прв пат да бега и да се крие. Но овој пат проблем е што детето е само в планина и било многу слабо облечено. Инаку во јули 2009 година во Мариовско село Дуње исчезна 6-годишното девојче Ангела Ѓоргиевска среде бел ден на 200 метри од куќата на родителите, каде ја оставила нејзината повозрасна братучеда. Потрагата траеше со месеци, а соселаните се сомневаа дека може би е киднапирана. Овој случај во целост никогаш не се расчисти, иако беа пронајдени коски за кои надлежните органи тврдеа дека се на малата Ангела, пошто се затвори случајот.